како да имаме позитивни мисли во новата година. Гледате, почетоците се секогаш и со позитивни мисли обично, така да ќе ни биде полесно, поради тоа што имаме почетокот само по себе има некоја убава енергија. Ако ги земете браковите, ако ги земете релациите, почетоците секогаш убави, ако земете работата, кога сте нови на работното место, имате позитивни мисли. Проблемот е како да го одржиме да биде на тоа ниво. Видете како да ги одржиме работите да бидат на тоа ниво. И затоа и сакам денеска да зборувам, поради тоа што гледате, човекот мора да продолжи да го креира сопствениот живот, мора да сватиме дека сме ние животот. Видите, ако не сватиме дека ние сме животот, ако не сватиме дека ние сме играчот во играта на животот, тогаш ќе биде тешко. Поради тоа што животот го напаѓа човекот кој што не креира. Животот го напаѓа човекот кој што не креира. Животот го напаѓа човекот кој што не креира. Ако вие креирате, ако вие создавате, ако вие творите, ако вие сте животот, нема зашто да се плашите поради тоа што вие сте животот. Но каков живот сте е прашањето. Каков живот сте? Сте исплашен живот, зашто вие сте душа која што е творецот на се. Но имате ли идеи, имате ли храброст, каде се визиите, каде отидува плановите? Дали имате план што да направите со оваа година? Ако човекот нема план што да направи со 2025 година, тогаш 2025 година ќе направи нешто на вашиот живот. Не викам лошо, не мора да направи лошо, напротив, но може да биде досадно. Но ако вие направите нешто со 2025 година, ако вие имате цел, ако вие имате визија, ако вие имате идеја, тогаш многу работи ќе бидат позитивни, поради тоа што вие сте контролорот во вашиот свет, вие сте контролорот во вашиот универзум, но ние сме наш универзум. Ако ние забораваме дека сме универзум, и ако немаме наш универзум, преку немање на наши цели, преку немање на наши визии, тогаш животот е таму, тој постои физичкиот универзум. Се ова што е физичко околу нас, зидовите, сликите, телефониве пред мене и така натаму, телевизор, скала на емоции, така натаму, сето тоа е дел од физичкиот универзум. Но што сте вие? Вие сте творецот на се. Вие сте Богот во вашиот универзум. Но ние сме заборавили дека ние сме боговите и божиците во нашиот универзум, а Бог твори, Бог креира, Бог создава, не? Бог е позитива, Бог е позитивна енергија, Бог е нешто кое што ствара, кое што едноставно делува, има влијание. Но ако ние заборавиме дека ние во сопствениот микроуниверзум сме боговите, тогаш не сме творци. А кога човекот има позитивна енергија, кога човекот има позитивни мисли, кога создава, кога креира, кога твори, кога сака да направи некои пријатни, убави изненадување. Сте правеле изненадување за, не знам, сопругата, за сопругот, за вашите пријатели. Забава за изненадување. Сте имале негативна мисла? Не. Зошто? Затоа што сте сакале да продуцирате некакво влијание, сте сакале да искреирате некаков ефект. И сега, кога сакате да искреирате некаков ефект, тогаш вие сте творецот. Тогаш вие сте креативната сила, тогаш вие сте креативната енергија. Сега денеска сакам да објаснам како човекот да има позитивни мисли од малку подруг аспект. Зашто сум зборувал за позитивни мисли, може да ги гледате моите емисии на таа тема на мојата YouTube страна Др Зарко Костик, може да гледате многу вакви емисии кои што сум ги имал на мојата Facebook страна со сите емисии, може да ги побарате и да ги гледате. Денеска сакам да објаснам од друг аспект како да имате по-позитивни мисли. Сега може би малку и ќе ве зачуди сето ова. Но гледайте, ако имате луѓе кои што се исплашени, ако имате луѓе кои што се во страф, тие луѓе секако дека не можат да имаат најпозитивни мисли, затоа што стравот сам по себе е емоција која што прави негативни мисли. Но ајде да дадам една точка на гледиште, ајде да дадам еден аспект на делување. Вака сега. Во страф не се преговара. Зошто? Поради тоа што гледате, кога човекот е во страф, он ќе прифати се. Луѓето мора да бидат намалени за да бидат доедени до состојба на страф. Секое нешто, кој имате некоја состојба околу вас, кога човекот е исплашен, кога човекот е бомбардиран со секакви негативни информации, гледате, он мора да прифати негативна информација и ќе прифати уште една негативна информација, уште една негативна информација, и прифаќањето на тие негативни информации го страват во состојба на страв. Но стравот, после тоа, кога ќе се сади во умот, односно во душата
на еден човек, он почнува да ствара и да твори негативни мисли. Гледайте, морате да сте способни да одбиете негативност. За да останете позитивни, мора да одбиете негативност. Гледайте, морате да одбиете негативни работи, мора да одбиете некои негативни ситуации, мора да одбиете и негативни друштва, ако сакате да останете позитивни. Поради тоа што луѓето се научени, негативната информација, односно негативизмот, стравот собира негативни информации. Гледате, кога човекот е острав, он што клика прво? Катастрофа се деси таму, пожари има во Калифорнија и така натаму. Не викам дека човекот не треба да биде информиран, ама мислам дека не треба да клика на се што е негативно и што е неубаво, поради тоа што, гледате, кога човекот ќе насобере многу такви негативни информации кои што ги има околината, он станува негативен. За човекот да остане позитивен, он мора да одбива негативни луѓе, мора да одбива негативни ситуации, мора да одбива негативни информации, а ги има многу околу вас. И колку повеќе кликате на такви страшни ситуации, повеќе ќе кликате, затоа што се случува зачаран круг. Гледате, стравот за да го одбегнете, мора прво да не зборите за негативните работи. Човекот прво треба да не збори за негативни работи. Треба да не слуша негативни работи и да не збори за негативни работи. Кога таа дисциплина ќе ја воведе човекот, да не слуша негативни информации, да не збори негативни информации, позитивноста сама по себе ќе се појави. Значи, две работи. Не гледајте негативни информации, не слушајте негативни информации и не зборете за негативни работи. Не смеете да зборите за негативни работи, затоа што кога таа дисциплина ќе ја воведете, тогаш позитивното, кое што е потиснато од негативните информации, од стравот и негативизмот, ќе се појави само по себе. Ама вие ако го храните стравот и ако го храните негативната ситуација или негативните работи во вашиот ум, тогаш нема шанса позитивното да исплива на површина. Така да, две работи во 2025 година. Одбегнувајте негативни информации, одбегнувајте негативна комуникација, одбегнувајте негативни луѓе кои што постојано ве трујат со негативно, и немојте да зборите, вие, да не зборите негативности. Набрзо што ќе се случи, ќе станете неутрален. Значи, од некој негативизам ќе дојдете во неутрална состојба и после тоа од неутралната состојба ќе дојдете у позитивизам, ќе дојдете со позитивни мисли, ќе дојдат повторно идеите, ќе дојдат повторно целите, ќе се појави позитивноста која што постои во вашиот живот. Но луѓето што прават? Ајде да кажеме, луѓе биле во ситуација каде што биле со нарцисоидна особа. Они први што прават? Стануваат експерти за нарциси. Претеруваат. Значи, они почнуваат само за нарциси да истражуваат, да зборат. Поише знаат за нарциси од ја што знам и кажуваат работи. Да, зашто? Затоа што се толку се обседнати со тоа што е негативното во нивниот живот. Треба човекот да направи мала селекција, да рече не. Не сакам да примам негативни информации. Има човек дадени состојби, има дадени умствени состојби, не Боже здравствени состојби. Он доктор станал за тие работи затоа што се информира за тоа. Баталете го луѓе тоа. Не Боже, ако имате ситуација каде што треба, ако имате некоја ситуација каде што треба да го подобрите вашето здравје, обратите се на експерт на таа тема, позитивен експерт на таа тема. Ако сакате да имате подобар ум или подобра душа и подобро мисли, обратите се на експерт за таа тема, позитивен експерт за таа тема. Затоа што гледате колку повеќе кликате, колку повеќе собирате информации, тоа што е негативното, само го храните. Друго нешто што сакам да го кажам е следново. Гледате, мора да кажете не. Луѓето кои што се во страв, они секогаш кажуваат да и кога мислат не. Значи, за да дојдете да исплива позитивизмот, морате да кажете не. Зашто е тоа важно? Затоа што гледа, нето се граници. Вие не можете да очекувате дека постојано ќе се прилагодувате на некого, постојано ќе се прилагодувате на нешто што е негативно и да станете позитивен. Ако имате луѓе што не ве вреднуваат, вие нема да се вреднувате себе си. Порано зборував колку е важно човекот да каже не, затоа што тоа е став. Ете, тоа е став. Имате луѓе кои што цело време викаат да и кога мислат не. Тие луѓе се пуни со негативни мисли. Зашто? Поради тоа што немаат храброста да кажат не. Несогласување со нешто ќе ви направи многу позитивен ум. Несогласување со негативни работи. Имате луѓе кои што ве критикуваат, имате луѓе кои што ќе ве спречат, имате луѓе околу вас кои што шират негативни информации. Вие како кажете не на тие луѓе. Вау! Тоа е првиот храбар чекор да дојдете до позитивна мисла.
мостот помеѓу стравот и негативните мисли и позитивните мисли и позитивната емоција е храброста. Гледате, мостот помеѓу негативизмот кај вас и позитивизмот е храброста. Што е храброста? Прво да не ги слушате тие хорор филмови кои што умот ви ги прави. Имате луѓе кои што постојано ги слушаат тие негативни информации, негативни мисли, сами им се вклучуваат тие негативни мисли и они ги следат. Им станувате сервилни на негативните мисли, им станувате слуги на негативните мисли. Прво, мора да сте храбри. Зашто? Видите, храброст одбива. Храброст одбива. Што одбива храброст? Го одбива стравот. Храброст одбива негативни луѓе, да. Имате некоја девојка која што е цело време усплашена да биде сама. Вау, таа девојка ќе биде во секаква релација, ќе толерира секаков дечко, ќе толерира секакви негативности. Зашто? Страх е да не биде сама. Се она која ќе се охрабри, одважи да биде храбра, да биде сама, ќе рече, го баталувам овој дечко кој што не е за мене. Да, тоа е првото нешто кој што ти е потребно за да станеш позитивна, зашто ако си ти цело време во некоја релација со дечко што те клюка, дека не те бива, дека си за никаде и така натаму, ти не можеш да не бидеш устрав, ти не можеш да немаш негативни мисли. Ти кога си у токсична релација, токсичната релација ти мораш да ја отфрлиш, ама мора да се одважиш прво да бидеш сам или сама, за да ја отфрлиш таа токсична релација, за да го отфрлиш тие негативни мисли. Значи, гледате, храброст отфрла. Што отфрла храброста? Негативното. Зато е важна храброста. Видите, храброста е клjuč до позитивни мисли. Ама храброста отфрла. Што? Негативно. Кога живее во Соединетите држави, гледате, таму помеѓу куќите немаше огради. Живее во една убава населба, во Милвоки, во Брукфилд, оствари Брукфилд се викаше, тоа е населба кај Милвоки, Брукфилд. И сега гледате, во Брукфилд немаше граници, односно немаше помеѓу зградите огради. Зашто? Па затоа што таму комшиите никогаш не ти го узурпира просторот. Ете, не ти го узурпираат комшиите просторот. Он, ако ти го узурпира просторот, е за да ти искоси малку и од твојата трева, зашто он кога коси трева, ќе фати малку и од твојата трева, ама никогаш не ти влагаш у простор за да ти земе простор. Порано во Југославија имавме едно мото, туѓе нечемо, свој не дам. Гледате, ако имаш човек кој што не ти дава енергија, кој што не ти дава вредност, тој ќе ти земе од тебе. Зашто? Па поради тоа што ти немаш граници. Ќе ви кажам една работа. Никој не цени човек што нема граници, што не може да каже не. Никој не цени. Не само што не го ценат, ќе ви се наљутат. Ама ти ако се плашиш да кажеш не и да имаш своји принципи и ставови, ти ќе имаш негативни мисли. Ќе ти објаснам зашто. Зашто негативната мисла е поради тоа што се плашиш да го држиш твојот простор. Ако ти се плашиш да имаш свој простор и да кажеш не и да имаш здрави граници, ти ќе имаш негативни мисли. Зошто? Зашто ти е страв од луѓето околу тебе. Зошто ти е страв? Зашто тој сака да ти го земе просторот, а ти не го штитиш својот простор. И ако ти не го штитиш својот простор, и ако немаш собствени граници, ти мора да имаш негативни мисли. Зашто не го држиш својот простор? Во Европска унија, што е првото правило? Средете си границите. Ако сакате да влезете во Европска унија, мора да имате дефинирани граници. Точно е. Зашто твојата граница е твојот простор и твојот идентитет. Ако ти немаш граници, здраворазумни, здрави граници, здраво некажување, зборам здраво некажување, ти тогаш немаш идентитет. Ти си еден пластелин кој што те моделира околината. Што те моделира? Стравот, да не бидеш прифатена, да не бидеш прифатен, да не останеш сама. Леле, а може болje сама да останеш отколку некоја токсична врска. Да не остане он сам, а болje сам него да бидеш во некоја релација каде што не си ти. Затоа што гледате, ако ти немаш храброст да ја задржиш твојата територија, ти нема шанса да немаш негативни мисли. Нема шанса. Зашто? Поради тоа што, гледате, одземена ти е територија. Замисли сега, у Македонија не ти се погоди некој комшија. И ти немаш ограда. Ама он почна да те паркира возила кај тебе, па комшиеве други, не знам, почнува да паркира кај тебе, па те научиле сите дека таму може да паркираат, па се комшијава негов му доаѓаат роднини и они паркираат кај тебе, па се он сака да прави скара пред твојата, не знам, куќа, зашто таму имаш некоја убава сенка од некој бор. И се он си остава таму неговата скара, зашто и наредната нела, што ќе размонтира се скарата, и наредната нела знае дека таму ќе прави скара. И се ти си остел, ти имаш 500 квадрата двор, ама си пуштил 300 квадрата на комшијава за да нема проблем. Се така пушта и ти простор. Кога ќе му земеш, кога ќе му даеш на човек прст, ќе ти земе цела рака,
Зошто? Зашто на човекот му е многу лесно се навикне на туѓ простор. Нешто не ти дава тебе простор, он ти зима тебе простор. Сега со таков комшија, ти мора да ставиш ограда. Ама он се прави на 3,5, се прави на тошо. Он вика, не е таму меѓава, не е таму граница. Сега ти мора да викнеш геометар да околчиш, ама се он затоа што заборел, он кај му е неговата... И он вика геометар. И сега двајца викате геометри, се карате. Боле е така, зашто кога ќе се стави границата, не викам сега да ставиш ти кале тврди на некој зид, да не можеш да гледаш ништо. Стај мала ограда, ама на оградата стај звонче, за кога ќе влезе у твој простор, да слушне дека влегу у туѓ простор. Зашто гледај, ако не му го држиш, ако ти не го држиш просторот, никој не те цени. Луѓе ќе ви кажам пример за ова. Цело време сте сервилен. Знаеш, зборот сервилен доаѓа од зборот сервус, на латински значи роб. Ти не можеш да си сервилен на сите. У спортот највише го цениш оној клуб кој што не ти се плаши. Тој клуб што ти се плаши, ти не го цениш. У животот исто. Човек што е цело време сервилен, што се плаши, никој не го цени. Зашто? Што нема граница. Ја не викам сега да сте груби со граници, не да си културен, ама да имаш граница. Ме рече, чекај, тука е стоп, полека малку. Зашто кога ќе почнеш да ги држиш своите граници, прво, нешто што ќе се случи, ќе имаш простор и нема да имаш страв. Нема да имаш негативни мисли, затоа што имаш гордост, си имаш своја меѓа, си имаш своја граница. Ама ако те намириса некој, дека не можеш да го држиш тој простор, тоа што е твој. Гледаш, ама зашто ти не го држиш простор? Зашто сакаш да му се допаднеш, сакаш да те сакаат, сакаш да нема проблеми. Тој што цело време сака да нема проблеми, тој е пун со проблеми. Од сам себе, зашто не може да држи простор. Дете, прво нешто, за да имаш позитивни мисли, ти мора да се научиш да држиш твој простор. Не викам да крадеш туѓ простор, него да не дозволуваш да ти го злоупотребува твој духовен простор. Зашто гледаш, на крај ќе видиш во една ментална гарсонеричка, кај што секој ти земал простор, ти украл простор, ама ти биди културен, биди ти добар. Зашто што ми викаат една пријателка, аве Жаро, вика, добра, вика, и на крај будалетинка, никој не ме цени. Па што значи да си добар? Што значи си добар? Тоа не значи да се раздаваш со твојот простор. Не. Тоа значи да имаш своја визија, да имаш своја цел и да ставиш колци, бре, да околчи, да речеш, чекај, никој не може да влезе у моја територија. Затоа што така, ако ти цело време дозволуваш некој да ти го зима просторот, прво немаш свој идентитет. И сите те газат. Да ви кажам друг пример. Сте видели некој пријател? Сте имали ли во друштвова ситуација каде што сте имале некој дечко кој што немал своја цел, кој што немал своја визија, тој го викнат, одна трча на кафе, ајде и со мене да искочиш, ај ки излезе со овој, ки излезе со оној, ки излезе со трет. Сега на тој човек најбрзо му се љутат. Ако тој не може да искочи, одма му се љутат. Зашто? Абе нема своje ја. Не му се љутите на тој што ќе ве одбие 2-3 пути, зашто ќе рече не можам, имам работа. На кој му се љутиш? Му се љутиш на тој добричината. На тој добриот што нема своја визија, нема своја цел. Реката зашто е јака? Корито има, луѓе, корито. Ако нема корито, водала ќе се разлие. Дисциплина, правила, прописи, бум. Гледате, ограничување, граници. Многу паметна работа е граница. Зашто му се... Децава на кој родител му се љутат? Абе на тој што нема граница. На овој што е малку построгиот, не сме да му се наљути. На кого му се љута децава? На тој мекичкиот што е. Ја пак ќе кажам, обожавам меки луѓе, ама мора да сте меки, ама и цврсти. Не значи груби. Меки, ама цврсти у карактер, што значи не, кога е не е не. Тогаш ќе почнете многу по-позитивни мисли да имате, оттолку ако сте цело време меки. Зашто што ја знам една работа? Тој што е мекиот, што не може да каже не, тој има стравови. Луѓе, тој е пун со стравови. И тој е пун со overthinking, да не сгреши, да не... А зашто? Страда од тоа да не бидел прифатен. Може не бил прифатен, може сакал да биде сакан, може бил критикуван. Кој знае што работи има умот? Он мора да работи на себе, мора човекот прво да каже не. Зашто во моментот кога ќе почнеш да кажуваш не, градиш твој простор и го градиш својот карактер. Ете, денеска гледав од кај потекнува зборот карактер. Потекнува од грчки збор кој што значи отпечаток да оставиш. Видите, ти не можеш да оставиш отпечаток ако немаш карактер. Ако ти немаш карактер, ако немаш граници, тогаш врз тебе оставаат отпечаток, ама ти не оставаш отпечаток.
врз околината. Видите? Друг пример да ви дам. Замисли, имате две керки, каде што еднава е добричина на родителиве, цело време ме сервил на секој викенд дека ние море, кој викенд, она е запоставила својата фамилија за да доаѓа кај мама и кај тато, ами има она своја сестра. Сестрава е некаде отидена у Германија, докторати прави, магистерски, едва им се јавува 2 пати у неделата на тато и на мама. Се овие тато и мама, таа што им се јавува 2 пати од Германија, поише ценат. Ова што е секој ден кај нив, последните пари ги ставила у бензин за да дојде да ги види, да им донесе ручек, за да им направи нешто едно друго трето. Не, таа не ја ценат. Кого оценат? Оваа керкава која што 2 пати им се јавува, зашто она има свој правец, има своја насока и не им е сервилна. Луѓе, ќе ви кажам една работа. Ова е грешно. Они треба поише да ја ценат оваа керкава која што им е тука на услуга, секој ден им е на сервис, ама не ја ценат зошто? Затоа што дала некогаш премногу. Гледате, интересна работа. Дала некогаш премногу. Зашто некогаш и од многу давање проблем правиш. Зашто немаш граници. Немаш граници, луѓе. Гледаш, она па сака да им помогне, сака да ја сакаат, мисли дека ќе им сгреши. Таква е добра мека питома. Едно нешто ќе и кажат на телефон, ова трча у ниедно време кај нив. Лекови носи ова, носи ги по доктори, по болници, носи ги кај некоја тетка која што сака да ја видат, она цело време е тука. Таа не ја ценат. Кого ќе ја ценат? Таа што е у Германија, што се спрема докторат и на неј се тресат. И дури оваа добрава ја караат по врска со таа у Германија што е нешто. Се чудиш, се кажеш, кај отиде веков, луѓе. Зашто? Поради тоа што почита од другите се базира на граници. Никако луѓе во тоа да го сватат, особено добрите луѓе никако тоа да го сватат. Зашто добриот човек дава простор. У Југославија имаше туѓе нечемо свое не дамо. Луѓе, така е. Затоа што не можете вие да се згазите себе си и да очекуваш дека некој ќе те цени. Сега, зашто ова го кажувам? Зашто луѓето кои што се себе газат, ти имаат многу негативни мисли. Кога си малку по-остар, по-крут, подржиш простор, имаш и помалку негативни мисли, затоа што си барем, не викам дека треба си лут. Ама и кога си лут, барем не си на страв. Ама гледайте, ќе ви кажам една работа. Кога држиш простор, ти напаѓаш. Ама кога си е тен мек, како пластелин, те напаѓаат. Сега, ти кога напаѓаш, треба да напаѓаш со позитивна идеја, со позитивна мисла, со убави работа, така да напаѓаш. Не да напаѓаш со грубост, со тепање, со викање, со шо и да не викам, така да напаѓаш. Треба да напаѓаш со позитивна визија, со позитивна цел, ама при тоа да речеш, чекај, не пуштам мој простор. Гледайте, затоа што не можеш ти цело време да се менуваш, да нема проблем и да мислиш дека друг ќе се смени. Уште еднаш, не може ти цело време да се менуваш, за да му угодуваш на некој друг и да мислиш дека другиот ќе се смени. Не, ти кога се менуваш и угодуваш, ти имаш негативни мисли. Луѓе, во 2025 сакам да знаете да кажете не. Зашто тоа е начинот како да дојдете до позитивизмот во вас. Направете го ова и ќе видите дека кога ќе почнете да кажувате не, излага од вас храброст, а храброста многу помалку негативни мисли ви дава. Ама ако сакате да кажете не, ако кажете да, се подкупувате храброста, интегритетот и правите компромис со тоа што ви е свето и после тоа мислите како дојдоа негативни мисли. Дојдоа негативните мисли зашто немаш интегритет, зашто не се сакаш себе си. Видите, без себе почит нема себе сакање. А ако ти немаш себе почит и немаш себе сакање, немој да мислиш дека други ќе те почитуваат и ќе те сакаат. Не, другите ќе станат негативни кон тебе. Ако си у околина кога не те вреднуваат, прво нешто што може да покажеш е интегритет и да кажеш не. Прво нешто во околина која што не те вреднува, што треба да направиш,
треба да почнеш да учиш да кажуваш не. А гледате кај е зачараниот круг. Во околина што не те вреднува, ти имаш тенденција да удоволуваш. Зашто мислиш дека така ќе те вреднуваат? Не, целосно погрешно. Во околина што не те вреднува, прво мора да се научиш да кажеш не. Ама ти мислиш дека во околина која што не те вреднува, прво треба да кажуваш да. Не. Гледате, ако кажуваш да во околина што не те вреднува, и ти цело време правиш компромис, затоа што сакаш да ги одоброволиш нив, ти не можеш да одоброволиш негативен човек кој што не те вреднува со кажување на да. Негативниот човек што не те вреднува, единственото ќе те цени кога ќе почнеш да кажуваш не. Гледате колку интересно. Исто и у спортот. Не го цениш тој кој што ти се плаши. У спортот го цениш противникот кој што не се плаши. Во животот ги цениме луѓето кои што се неустрашиви. Ги цениме луѓето кои што се храбри. А дел од храброста е да кажеш не кога мислиш не. Зашто ти кога ќе кажеш не, мислиш не и ќе кажеш не, тогаш почнува од тебе да излегува позитивизам. Почнува од тебе да излегува позитивна мисла и позитивна енергија и почнуваш да се себе сакаш. И кога ќе почнеш да се себе сакаш, почнуваш да имаш многу позитивни мисли. Ама ако ти се себе саботираш и цело време викаш да, кога мислиш не, немај шанси да имаш да доеш до позитивни мисли. Не можеш да доеш до позитивни мисли на тој начин. Затоа што си ја подкопуваш собствената храброст. Храброста ги поддржува позитивните мисли. Знаеш, нема љубов без почит. А за да има почит мора да има граници. Гледате, етика, карактер, граници, дисциплина. Што е? Граница, луѓе, граница. Многу е важно да имаме правила, многу е важно да имаме начела, многу важно да имаме принципи. Зашто што се принципите? Морални принципи, етични принципи, граници. Не го правам тоа. Не го правиш тоа. Ама ако речеш не го правиш тоа и го правиш тоа, ги кршиш своите граници, почнуваат негативни мисли. Гледате? Ние сме нација која што не сака многу правила. Иако живее во Америка, кога ќе чекаш таму на ред, не ти смета. Зашто сите имаат правила, чекаат на ред. Тука ќе доеш, чекаш на ред у банка, нешто ти е шубе, си викаш, некој пред мене влего. Ама не е точно. Гледайте, ние мораме тука да го почитуваме системот. Ние сите збориме против системот. Што е систем? Правила и ограничување. Што се прописите и законите во една држава? Ограничување, правила, што можеш, што не можеш да направиш. Гледайте, ние збориме за негативен систем во држава, но и ние го подкопуваме тој систем. Зашто? Секој си го има дома телефонот од докторот, не му се чека. Секој си го има телефонот од тој и таа врска кој што треба да му заврши работа. Секој, ние не ќеме систем. После тоа ние протестираме, немаме добар систем. Не, луѓе, до нас е, зашто ние не знаеме да цениме, не знаеме правила да следиме, не знаеме прописи. Црвено светло нема никој, поминуваш на семафор. Што ќе чекам. А зашто да не почекаш? Сега, ке земеме, ние сме махери за ова. Сте виделе, ке земеш од негде нешто, ке купиш, нели некој плакар, треба да го составиш дома, тоа се опатство. Масичка некоја, не знам нешто треба да направиш по дома. Не бе, ти не читаш правила, не читаш ти опатство. Кај ти, ти си македонец, ти све знаеш. И сега, ти ке земеш, ке го склепаш тоа 4 екстра шафа ти оставиле, ти сгодири гордо се врши. Без 4, што оставиле вие 4 штрафа? Среќен си резерва ти се штрафуви. Тие 4 страфа се за нешто. Ама ти затоа што те мрзи да го прочиташ упатство, ти си го склепал, тоа си го направил, тоа без да читаш упатство, зашто си викаш ти не сум глупи, упатство следам. Не, ние мислиме дека сме глупи ако следиме правила. Луѓе, не сме глупи ако следиме правила. Ние сме глупи ако не следиме правила. Затоа што и во тие правила што ги следиме и убавина. Секој просперитетно општество, тие се базираат на систем кој што го следат. Не викам сега човек слепо да следи некои правила кои што немаат врска со опстанок, но обично правилата се поврзани со опстанок. Не се правилата донесени врз база на така ми текнало. Врз база на искуства луѓето донеле правила, компаниите донеле правила, фамилиите добиле правила. Сватиле дека ако се вараат мажов и жената страда, децата сите страдат, правило, нема варање. Ке сме си честни, тоа се правила, честни си еден на друг. Бракот има правила, зашто ако мажот или женава ги крши правилата на бракот, прво жут картон доаѓа, после црвен. Во животот е исто така, мора да следиме правила и тие правила
се нашиот карактер, луѓе. Тоа се карактерни црти. Да можеш да следиш правила. Ама ние мислиме дека сме поише мачо, ние сме поише нешто, ако не следиме правила. А уствари тие правила се за наше добро. Интересно. Зашто етика, интегритет, морал. Гледате, сето тоа е следење на некои правила. Ама ние имаме наши правила, што е реално за нас. Што можеме да допуштиме некој да ни каже што не. Гледаш, им допушташ на твоите блиски да ти направат, ти кажат нешто кое што не треба да го кажат, па не го допуштај. Не го прави тоа на груб начин, зашто луѓето мислат дека за да стават граници да кажат не мора се груби. Не мора се груб, само треба си паметен, за да знаеш дека границата е таа што ти го дава почита. Ама луѓето се исплашени, мислат ако кажат не, дека ќе се направи некој круг каде што ќе имат негативизам врз нив. Да, прво ќе дое негативизмот, ама после ќе дое почитта. Ама ако ти цело време не кажуваш не, викаш да и проголдуваш, знаете, имаме цитат за мир у куќа станува не мир у душа, и ти цело време правиш компромиси. А не треба да ги правиш тие компромиси. Како мислиш дека ќе се смени ситуацијата? Како мислиш дека ќе се смени ситуацијата? Никако нема да се смени ситуацијата. Ќе продолжиш да пропаѓаш и дојдеш и полошо и поише негативни мисли ќе ти дадат. Зошто? Зашто си кажал да, кога си мислел не. Прво правило, за да ги вратиш твоите позитивни мисли, кога ќе мислиш не, кажи не. И ќе видиш колку ќе ти дадат позитивни мисли. Кога сакаш да направиш нешто, направи го, ќе ти дадат позитивни мисли. Ако е конструктивно, креативно и добро. Така да, првото нешто во 2025 година, луѓе, кога мислите не, кажи не. Зошто? Ќе се врати храброста во вас, а храброста го потиснува стравот и негативната мисла. Имајте доблест да се сакате себе си. А прво за да се сакате себе си, мора да ставите граници. И не ги пуштај тие граници. По цена да едноставно останеш сам. Остани сам. Ама ако тоа е исправно, паметно, етично и морално, не го крши. Затоа што на никој не му правиш добрина. А на себе си правиш негативизам. Зашто? Зашто луѓето нема те вреднуваат, луѓето нема те ценат. Зашто? Зашто виделе дека сам не се цениш. Да се себе сакаш, значи некогаш да имаш храброст и да не им се допаднеш на другите луѓе. Ама знаеш дека тоа што го правиш е етично, честно и исправно. Себе сакање е себе почит. Ама себе почита доаѓа од храброста да поставиш граници во твојот живот. Затоа што кога луѓето ќе видат дека имаш насока и правец, ќе те почитуваат, ќе те сакаат и ќе ти помогнат. Ако видат дека немаш насока и правец и немаш собствена цел, ќе те згазат. Зашто? Поради тоа што не си јак. Зашто луѓето сакаат јаки луѓе. Од каде доаѓаат јачината? Од твојата граница, посветеност кон твојата цел. Имате луѓе ке речат, ама ја све им правам на други луѓе, не ми враќаат. Абе, зашто им правиш све на другите луѓе? Зашто не си помогнеш и себе? Зашто на сите им помагаш 90%, за тебе 10%? Е сега, тој што 90% помага на други, а 10% вложува за себе, тој човек, како да кажам, тој е магнет за негативизам за него, од околина. Зашто ќе ви кажем една работа. Ако вие 60-70% работите на вашите цели, зборам за ваши цели лични, за вашата фамилија, за вашата компанија, ако вие работите 60-70% на вашите цели и 3-40% им помагате на луѓето, за нив, нема никогаш да бидете изневерени. Зашто? Па и тој да не ти врати, бе, ти 60-70% си буткаш со своји напори кон своја цел, кон своја иднина. Ама луѓе кои што 90% помагаат на другите луѓе да ги постигнат нивните цели, они само 10% работат на сопствените цели, тие луѓе се магнет за разочараност. Зашто секако дека ќе се разочараш? Па ти 90% од денот помагаш на други луѓе. Шо мислиш ти? Дека 90% од луѓето ќе ти вратат како што ти си им дал на нив? Нема. За да не се разочараш, а разочараниот човек е негативен, 60-70% од времето буткај ги сопствените цели. Зашто така имаш контрола? Зашто ќе доеш до негде, доке што си сакал. Гледаш, не можеш да си разочаран ако буткаш 60-70% за твоите цели и само 30% помагаш на другите луѓе за нивните цели. Не можеш да си разочаран. Секако има моменти кога треба 100% да помагаш на другите, ама тоа се кратки моменти. Станува збор за денови. Затоа што може би итна ситуација. Да,
Мора човек да размисли. Ама ако ти цел живот 100% помагаш за другите и 0% си помагаш за себе си, човек, ти ќе бидеш негативен, ќе бидеш разочаран од животот, од луѓето. 70% работи на собствените цели, 60-70% работи на собствените цели. Зборувам собствените цели, кога ќе речам пак, не мислам само на себе, нас, мислам на нас, на фамилија, на твојата група, таму работи. И 30-40% помаги им на сите околу тебе, роднини, пријатели, тој што ти бара помош, треба да отидеш нешто да му направиш, да. У кафана, ако и тоа е помош за некој. Ама 60-70% работи на собствената цел нема да бидеш разочаран, нема да имаш негативни мисли. И кажувај не, зашто луѓето кои што 70% работат на нивните работи во животот, тие можат да кажат не. Овој што 90% помага на другите, тој има проблем у себе, не може да каже не. Ако не можеш да кажеш не, основа е за негативна мисла. Кога ќе почнуваш да кажуваш не, и можеш да кажеш не, кога треба да кажеш не, ќе се вратат позитивните мисли. Зашто? Ќе се врати самодовербата, сигурноста, храброста, интегритетот, честноста, себесакањето. Тоа што гледате, себесакањето доаѓа од граници. И ако ја видат околината дека ти имаш граници, ќе ти ги остави границите. И ќе те обсипат со позитивна енергија, со почит и со восхит. Океј, ви се восхитувам ја на вас. Поздрав, се гледаме повторно кога? Петок. Ајде, се гледаме петок. Чао, чао. Имајте убава вечер.